Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Во вечерашната емисија ќе разработиме две теми. Првиот дел до рекламите ќе бидат првичните анализи на тие изборни резултати и то постизборно зовривање на срастите. После рекламите ќе може да проследите делот кој говори за начинот како функционираше УДБА, односно 128 неразјаснити убиства кои УДБА ги има оставено зад себе. И што да се каже сега? После еден ваков голем пораз на СДСМ и на опозицијата или на ваква голема победа на ВМРО-ДПМН? 200.000 гласа разлика, 61 пратеник за ВМРО-ДПМН, 34 пратеници за СДСМ. Сите кои ме познаваат, моите пријатели и моите колеги, знаат дека овие проценки јас ги направив уште во јуни минатата година. Тоа го кажував преку моите емисии, тоа го кажував преку моите статуси и коментари на мојата фан страна Васко Ефтов фан клуб. Значи уште лани во јуни прогнозирав дека ќе има предвремени избори, дека на тие избори ВМРО ќе освои околу 62 пратеника и дека СДСМ со ваква политика ќе доживее крах на изборите. Кој тоа го разбра, кој не го разбра, изминатите 12 месеци се глупираше со глупи анализи и со глупи интервјуа. Многу е опасна таа стратегија на Никола Груевски, кој смета дека Македонија може да ја управува како градоначалник на државата, а не како лидер или премиер кој политички треба да ги воспостави правилата на игра и да ја движи државата кон одредени политички евроинтеграции. Се додека Никола Груевски ја води државата како градоначалник на државата, тој може да има добри изборни резултати, меѓутоа се до тој момент државата ќе се соочува со одредени перманентни политички кризи, бидејќи таковиот начин на владење перманентно создава конфликтност за општеството. Треба веројатно да се најде одреден модел кој ќе издиши сите тие конфликти во општеството и во државата и да се најде одредена варијанта конечно Македонија да почне да плови во едно мирно политичко море. Во овој момент Никола Груевски всушност се претвора во све она против што се бореше ВМРО-ДПМН начело со Лјупчо Георгиевски и начело со Никола Груевски. Никола Груевски функционира како транзиционен менаџер, всушност функционира како оние транзициони менаџери кои ги приватизира македонските претпријатија, кои не дозволува никаква конкуренција, било од дома, било од странство, и со помош на таквите претпријатија и на таа финансиска стабилност која има да можат да владеат без никаква конкуренција на домашниот пазар. Тоа го прави Никола Груевски, бидејќи без малку сите финансиски ресурси, сите медиуми, сите лостови на власта се во негови раце и може на некој начин да го корумпира целиот изборен процес и да победува на сите избори на кои се има појавено некаде од 2006 до 2014 година. Што на политички план може да прави Никола Груевски во наредниот политички или временски период? Можни се две опции. Како прво да се врати на стара идеја која пред 2 години доживеа фијаско на македонската политичка сцена, а тоа е операцијата или стратегијата Бран, односно целата структура на ВМРО-ДПМН да биде оплемената со нови непартиски личности кои би биле поставени на одредени клучни позиции во државата, нешто слично што прави Александар Вучич. Втората варијанта е ВМРО-ДПМН да не се оплемени, да не се збогати со нови играчи, доста и нови стари играчи кои се веќе 8 години на врвот на политичката пирамида и на некој начин со камион или со автобус паркиран пред владата на Линденска, фудбалски кажано, да ја брани власта во наредниот политички или временски период. Всушност, ВМРО-ДПМН успе да наметни политичка игра и 2 или 3 месеци во Република Македонија да се дебатира дали ВМРО-ДПМН и дали Никола Груевски кој со 62 пратеника на предвремените парламентарни избори. Кога така ќе ја поставите работата, тогаш на вистина е тешко да се очекува победа на опозицијата, бидејќи во Македонија не се дебатираше дали опозицијата може да победи на изборите, туку дали Никола Груевски и ВМРО-ДПМН кој со 62 пратеника. На така поставена игра, само прашање на техника како Никола Груевски ќе ги убеди неопределени гласачи да гласат за него, бидејќи во најголем дел, некаде 20% од таа маса на неопределени гласачи гласа за победникот на изборите. Тоа Никола Груевски успеа да го наметне. СДСМ не успеа да побара или не сакаше, или немаше сила, или немаше доволно верба во себе, после тој извештај на комисијата за 24 декември, кој го изготви Борче Давидковски, бидејќи беше предвидено во тие преговори со посредство на меѓународната заедница во текот на ланската година да се отвори прашањето за предвремени избори во Република
Македонија, кога во октомври минатата година СДСМ не побара предвремени избори, тогаш веројатно на сите им стана јасно дека СДСМ се плаши од предвремени избори. Ако на тие предвремени избори овие со чувство дека Никола Груевски брка 62 пратеника, а дека СДСМ се плаши од предвремени избори, тогаш е прашање на техника каков ќе биде изборниот резултат. ВМРО навистина не доби 62 пратеника, доби 61 пратеник, меѓутоа со пратеникот на Стефче Јекимовски или на партијата Гром, тој веројатно ќе може да ја формира владата сам, ако тоа го посака. Меѓутоа, во една ваква политичка констелација, кога опозицијата не ги признава резултатите на изборите во неделата, веројатно ќе биде политички штетно ако ВМРО влезе во една таква политичка епизода. Јас претпоставам дека ВМРО ДПМН во неделата вечер се плашеше само од едно единствено сценарио, а тоа е делови на албанската опозиција, можеби делови на ДУИ, заедно со делови на СДСМ да не ги признат изборните резултати. Тоа беше сценарио кој беше најнепогодно за ВМРО ДПМН, посебно во една ваква констелација, кој после тоа што се случува во Украина, целиот овој регион е доста сензитивен за можни политички турбуленции и одредени политички потреси. Од тие причини мислам дека Никола Груевски многу внимателно во иднина ќе влече политичките потези и политичките процеси. Тешко може се очекува дека ќе прави влада без ДУИ, тоа е просто незамисливо. Од друга страна, можеби постојат мали шанси во таа влада да влезе и партијата на Стефчо Јекимовски, а можеби да влезе и партијата на Мендух Тачи. Ќе видиме што всушност носи времето кое следи. Ова е еден целосен крах на оној процес на ВМРО-визација кој се случуваше во СДСМ изминатите 12 месеци. Голем број на стратези блиски до СДСМ му сигурира на Зоран Заев и на Радмила Шекеринска всушност да ја ВМРО-визира партијата да личи на ВМРО ДПМН, бидејќи ВМРО ДПМН победува 8 години во Република Македонија и дека ако се копира моделот на ВМРО ДПМН во СДСМ, дека тоа ќе донесе до изборен успех на СДСМ. На крај се покаже дека тоа е еден крах на политиката на ВМРО-визација на СДСМ и тврдото СДСМовско членство со ваквите изборни резултати му покаже на некој начин црвен картон на Зоран Заев и на Радмила Шекеринска. Каде е грешката на СДСМ, почитувани гледачи? Знаете, во изборот на стратегијата тие не промашија премногу. Ваков типови на владење се рушат или со вадење на криминални афери, или со одредени форми на штрајкови и на отпор, преку кои се прави нервозна или се дисторзира власта. Меѓутоа, вие ако имате аболиран лидер на чело на опозицијата и од друга страна имате лидер кој беше обвинет дека е човекот кој го рушеше ланскиот отпор на СДСМ, тогаш тој не располага со доволен политички легитимитет на таков начин, со овие два модели, да го дисторзира или да го порази или да го испрети во историјата Никола Груевски. И на крајот, што ќе прави сега СДСМ? Навистина не знам. Она одлука од неделата на Зоран Заев да не ги признава резултатите на вториот круг на претседателските и парламентарните предвремени избори, веројатно ќе предизвика многу бура на политичката сцена, веројатно ќе има голем притисок на меѓународната заедница. Меѓутоа, по мене е клучен фактот како Зоран Заев има донесено таа политичка одлука, бидејќи во изминатиот период немаше свикано ниту седница на Централниот одбор, ниту седница на Извршниот одбор. Така што претпоставам дека таа одлука е одлука на Зоран Заев, за која тој нема добиено легитимитет на седница на Централниот одбор на СДСМ. И тука се постава прашањето, дали некој мисли дека во иднина СДСМ може да ја функционира или да ја води како одредена султан партија. Веројатно тоа е процес и работи кои ќе треба да се расчистат во рамките на самата СДСМ. Од друга страна, политички гледано и реализирано, СДСМ веројатно ќе го очекува еден брз конгрес, бидејќи во статутот на партијата е предвидено после сите парламентарни или после секој круг на парламентарни избори да биде организиран конгрес. Тоа не мора да значи конгрес за доверба на лидерот, туку конгрес за одредено преиспитување на резултатите од тие изборни процеси. СДСМ ќе има таков конгрес, на тој конгрес Зоран Заев може да добие поддршка и понатаму да ја води партијата. Зоран Заев може би да се повлечи, а Зоран Заев може да ја заврши политичката кариера или да направи некоја нова политичка партија. Времето кое предстои ќе не го даде одговорот на така поставената дилема. Меѓутоа, што и да се случи, СДСМ и македонската опозиција ја чекат многу тешки политички времени. Ова беше првиот дел на нашата емисија, кој што имавме првична анализа на резултатите од неделата. Тука следува пауза за реклами, за неколку минути се враќаме со вториот дел на емисијата на тема како функционираше УДБА и кои се тие 128 неразјаснети убиства кои зад себе ги има оставено југославенската УДБА.
Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен. За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Сите оние силни фелтони кои по македонските весници ги имате читано на тема Удба, ги има напишено или се преземени од книгите на Марко Лопушина, нашиот вечерашен гостин. Има напишено повеќе од 10 на книги, јас донесов само 3 книги, за да може да видите за каква личност станува збор и за каков опус на напишени дела станува збор. Едната книга е Сите тајни служби на светот, втората книга е Мафијата на светот, третата книга е ФБИ и Југославија. Марко Лопушина важи за човек кој најдобро го познава функционирањето и работењето на Удба. Еве 30 минути интервју, разговор со Марко Лопушина. Важите за човек кој најмногу или најдобро ги познава начинот на функционирање или како всушност работеле југославенските тајни служби, пред се Удба, пред се КОС, имате напишано многу книги. Како да на сегашна временска дистанца вие гледате на тие работи или на функционирањето на тие служби? Па они и данас функционишу. Тако што су некадашни руководиоци, челници, оперативци, инспектори, агенти тајни служби, било да се звала ОЗНА, Удба, Служба државне безбедности или Ресор државне безбедности Србије, уграđeni у власт. Милошевиć кога е дошол на власт, он je направио две странки преко своje tajne policije. Jedna je bila Šešeljeva stranka, Srpska radikalna, i druga je bila stranka Vuka Draškovića, Srpski pokret obnove. I oni su finansirani, prvu infrastrukturu kadrovsku dobili su iz službe državne bezbednosti. Kasnije su te stranke toliko ojačale da su se otele kontroli Miloševiću, pa je Milošević imao potrebu da ubije Vuka Draškovića i slao je te ekipe. Tako da je to jedna vrsta kontinuiteta. Druga vrsta kontinuiteta jeste, nažalost, državni terorizam koji je ta tajna služba sprovodila 70 godina, od 1944. kada počinje da oslobađa prostor bivše Jugoslavije, likvidirala je masovno, grupno i pojedinačno. Ja sam u svojoj novoj knjizi Ubice u ime države prvi put objavio spisak 128 likvidiranih pojedinaca od strane pripadnika tajne službe Srbije i Jugoslavije. Znači da su oni toliko snažni da su svoj sistem zadržali, da i danas funkcionišu, i jedan od najvažnijih razloga njihovog opstanka jeste taj što je tajna policija uvek imala političku arhivu, policijski materijal, odnosno bogatstvo sa kojim je mogla da trguje sa svakim novim režimom. Ајде, де факто да видиме како функционираше Удба или колку се точни тие две команици. Удба е наша судба и дека Удба де факто го контролира целиот систем на Титова Југославија, ги влечела конците од пазади и дека всушност и ден денес во сите поранешни југословенски републики Удба има понатаму свој луѓе преку кој има битно влијание врз власта и врз бизнисот во тие држави кои настана на просторот на поранешна Југославија. Добро, како функционират? Која е суштината на функционирање на тие служби? Сепак Југославија имаше мокни служби, КОС, Удба, дел од тие служби учествува во правење, да речеме, на службите во Романија, не знам, Секуритате, дел од тие служби учествува во правење на службите во Албанија, Сигурим и така натаму. Значи дека тоа се сепак мокни служби кои во тој период некаде на Титова Југославија имат и битно влијание во делот на тие разузнавачки служби во Европа. Како функционира? One su funkcionisale tako što su uvek nalazile sebi prijatelji u inostranstvu, moćne strane tajne službe, koje su ih podržavale i koje su planski sprovodile politiku velikih zemalja da se ovi infiltriraju u vlast. Stvar je u tome što je onog trenutka kad je Srbija poražena u ovom našem građanskom ratu, postala na silu saveznik Amerike i saveznik Nemačke, i što su tadašnji rukovodioci apsolutno svu arhivu i sve podatke odneli
u CIA i BND. Во текот на својата кариера, Јосип Броз Тито успешно балансираше и соработењето на УДБА, меѓутоа и соработењето на КОС, а тоа е војното разузнавање на ЈНА. И успешно со тие две структури ги елиминираше своите политички противници. За најголема политичка екзекуција во време на Титова Југославија е елиминацијата на мокниот шеф на српските и југославенските полиции, односно тајни служби, Александар Ранковиќ. Со помош на УДБА и со помош на структурите на КОС, Јосип Броз Тито на Бриномскиот пленум го елиминираше од политичката сцена Александар Ранковиќ, кој многумина го гледа како може наследник на Јосип Броз Тито, или што велат, кога некој ќе дојде на чело на УДБА, прво што прави, со помош на УДБА ги елиминира своите политички противници. Тито не беше многу различен од тоа. Каква е улогата на Тито? Има ли контрола на службите? Како ги користи? Дали е тој всушност човекот кој преку службите владее со Југославија? Или каква е улогата на Јосип Броз Тито во манипулацијата на тие служби и нивното користење во државен тероризам, во контрола на луѓе, во имање на нивните биографии? Беше ли моќен толку Тито да ги има целосно под контрола тие служби? Наравно, Тито е био толико моćan zato što je Tito bio čovjek KGB-a. Njega je Kominterna kao internacionala komunista poslala na Balkan, odnosno Jugoslaviju, da napravi partiju i državu. I on je to napravio uz pomoć koga? Ajmo sad da se prisetimo, uz pomoć Churchilla, premijera Velika Britanije, i uz pomoć Roosevelta, predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. On je potisnuo Dražu Mihajlovića kao narodnog čoveka, koji je takođe završio školu NKVD u Moskvi za obaveštajca. I znači obojica srpska lidera, jedan hrvatskog porekla, odnosno poljskog, već si ne zna kog je porekla, Josip Broz, i Draža Mihajlović, čisti Srbin, su završili rusku obaveštenu školu. I naravno da su oni u svojoj političkoj vladavini, kao predsjednik doživotne Jugoslavije i kao predsjednik Ravnogorskog pokreta, kog je Tito likvidirao, oni su obojica primjenjivali agenturni rad u svojoj politici. A šta to znači? Postavljali su ljude koji su prolazili strogu selekciju, koje je pratila tajna služba, koje kad trebalo da se skloni ta ista tajna služba je minirala. Draža Mihajlović je sklonio Dragišu Vasića zato što se sumnjalo da sarađuje sa Titom, a Tito je sumnjao da je on poturen opet od KGB-a da utiče na Tito i čovjek je nestao, ubijen. Tito je naravno tako sklonio Rankovića, onog trenutka kada je Ranković postao lider Srbije, da bi oslabio Srbiju i srpske komuniste izmišljenom aferom o prisluškivanju. I naravno Tito je kao dobar trgovac napravio most između istoga i zapada. Mi smo istovremeno na čelu države imali čoveka Moskve, KGB-a i Kominterne, a istovremeno Amerika ga je finansirala, otplaćivala mu je dugove zato što je on napravio most između dva bloka i naplaćivao mostarinu. Како е елиминиран Ранковиќ? Ранковиќ еден период станал многу моќен. Станал господар на Србија. Србија е најмоќна држава тогаш на СФР Југославија. Очигледно му пречи на Тито, очигледно дека Тито секоја се плаши од некоја моќна Србија, бидејќи се пресрбите бе некаде 10-12 милиони жители или некаде 50% во таа Титова Југославија. Станува значи моќен Ранковиќ и подосна елиминира на тој пленум, Бриномски пленум. Како е оди елиминацијата на Ранковиќ и зошто е елиминиран? Pa, kad ciganin dođe na vlast, on prvo ubije svog oca. Tako isto i komunisti. Kad sam ja na vlasti, ja ne dozvoljavam da moj najbliži saradnik dođe meni do mojih epoleta. Tako da je Ranković kao bivši šnajder i revolucionar, čovjek bez mnogo škole, ali sa puno iskustva, čovjek od strašnog poverenja Josipa Broza Tita, koji je bio ministar i vojske i policije i bio potpredsjednik vlade, je jednostavno oklevetan od strane Slovenaca, tako da je Petar Stambolić dobio ulogu da na Brionima optuži, znači Srbin, koji je kasnije vladao Srbijom, optuži Aleksandra Rankovića za tajno prisluškivanje Josipa Broza i Jovanke Broz, a to što je tajno prisluškivano, to je bila njegova službena dužnost, jer su po službenoj dužnosti sve prostorije predsjednika, a to važi i dan danas, ozvučene zbog prvo bezbednosnih razloga, a drugo zbog toga, zbog službenih razgovora, ako se desi da se tu nešto razgovara, da tu postoji zapisnik, da postoji trag, da je taj razgovor vođen, da je neko bio. I naravno sve te trake se drže u depou kao tajna dokumenta, oni se ne koriste kao stenogrami javno. I Josip Broz je znao da ima tih žica i mikrofona, uostalom i on je sam izmislio prislušni aparat, a to je bila jedna kruška od
lesonita i od plastike koja je bila vezana kanapom za druge sobe i kabinete preko koje on naređivo, ali preko te kruške on mogu da čuješ, a ti ljudi tamo pričaju u tim kabinetima. To je takozvana čuvena Titova kruška kojim on prisluškivao svoje saradnike. Некаде пред 8 до 9 години во емисијата во Центар имавме интервју со Никола Каваја, или човекот кој се смета дека е официјално најголемиот број на атентати врз Јосип Брз Тито ги има тој планирано. 3 атентати официјално му се припишуваат на Никола Каваја. Всушност Никола Каваја е представник на српската емиграција и како реванш на тие убиства на УДБА на територијата на Канада и територијата на Америка на одредени дисиденти од македонската, српската, босанската или емиграцијата на поранешните југословенски републики, го киднапира авионот на летот од Чикаго до Њујорк и со тој авион на јат сака да биде срушена зградата на Централниот комитет на Сојуз на комунисти на Југославија. Каваја почина некаде пред 5 години, меѓутоа парче од ова интервју мислам дека ќе биде интересно за да може да сватите начинот на кој функционирала УДБА, почитувани гледачи. Кога одлучуваш да го направиш првиот од 3 атентати врз Јосип Брз Тито? И како оди целата таа операција, како оди целата таа постапка? Кажем ти, иза тога, неќе да улазим у детали или далеко, кажем ти, за све тоа, кажем ти, се знали со них кои треба да знају, кажем, за нас се стојала, кажем, Централна обавешна служба Сејединените амерички држави. Кога правиш првиот атентат врз Тито, тоа 1963 година во Јужна Америка? До 1900, кажем ти, од 1963 до 1971 година. Значи, кога одлучуваш да го правиш првиот атентат врз Тито, тоа 1963 година, за тоа знаат американците. Тога си се уште нивни човек. Не знаа влада Сејединените амерички држави. Знае ЦИА. Знају агенти ЦИА кои су радили со мном. Тоа су мои препоставljeni. Мајори, пуковници, потпо. И они дају, кажем, инструкции, што треба. И тие ти даваат зелено светло дека можеш да учествуваш во убиството на Јосип Брз Тито. Не само, ми смо киндаповли, кажем, Тито е представник, кажем, нека и поубијали, кажем, кроз емиграција. Добро, каде треба се случи тој прв атентат? Слушај, првиот атентат е, кажем, ми смо знали, кажем, ми смо обавештени, кажем, од Централна обавешна служба, а ми смо унутра били. Ми смо знали за Титов долазак у Јужна Америка 63 година, неđe маја, јуна месец. Да ќе он да дојде у Америку. Значи неколку месеци пред да дојде? Па сигурно, кажем ти. И одлучувате да го убиете Јосип Брз Тито? Ја. Кај треба да се случи атентатот? Треба, кажем ти, ми смо добили инструкции, пребачени били Сејединените амерички држави преко, кажем ти, из Мексика, из Тексас, заправо преко Рио Гранде, Алпаса, Тексас, поишли смо по све нормално, Рио Гранде и отишли смо по туđim именима, кажем ти, у Бразилiju да се убие Тито. Не на територија Сејединените амерички држави. Значи 63 година, ти како теренец, соработник на ЦИА, добивате информација дека Јосип Брз Тито има 2-месечна турнеја по земјите прво на Јужна Америка, 2,5 месеци. подоцна и на Северна Америка. Тие податоци, значи, тебе ги дават од ЦИА. Да. И вие одлучувате дека треба се ликвидира Јосип Брз Тито. Да. И од На територија Јужна Америка. Значи да не биде на територија на Америка, Не, туку на територијата на Јужна Америка. И вие се префрлате како група, тројца членови, на територија на Јужна Америка. Како оди целиот тој пат? Можеш ли да ни го објасниш? Па јас сам вам казав, ми се пребацуваме, кажете, ми смо имали свој, кажете, лажни документи. Кои ви ги дава ЦИА? Па јас се правил документи. Јас има неки пут, ако ми е требало, кажете, 10-15 пасош. И како доаѓате во Јужна Америка? Ми сме дошли, кажете, прешли, кажете, у Алпасо, јас сам прешao у Алпасо као амерички војник. Сам био млад, кажете, прешao сам легално. Значи, од Тексас во Мексико, како кажете, американски војник? Амерички војник. Кога сам био се таму, кажете, со мои пријатели, мои двојца су прешли као новинари. Двојцата? Као новинари. Са не е важна имена, кажете, ти луѓи се, кажете, еден још живи. И од таму, значи, преминута подоцна во Бразил? Кога сам прешao тамо, кажете, веќе кажа, ја не сум више Никола Каваја, него сам, кажем ти, Адолф Милер. Тоа ти беше името тајно? Па тоа име. И не знам колико се има тајни имена, кажем, тоа ми е било име исто, кажем ти, у Леги странац, Адолф Милер. И долазим у Јужна Америка, долазим у Бразилiju. Тамо веќе, кажем, мене чекају људи таму. Nikola Kava je bio obučen kao katolički sveštenik. Ja sam bio obučen kao neka vrsta fotografa. Nosio sam kameru, i kameru u kojoj je bio pištolj montiran u samoj kameri. A Kašiković je tipično delovao kao neka vrsta novinara.
И како го планирате целиот тој атентат? Како ја планирате операцијата? Пошто наш Торис, јас се тамо, појавljivao, као свештеник. Значи ти си во свештеничка облика тамо? Облика, униформу свештеник и пасош свештеник, бре. Ови су били, као новинари, муви камера има, али у муви камера има, пиштоли. Значи пиштолот е во камерата? Па да, 357. Nije sam ja ima kameru, ja sam ima, kažem ti, kao sveštenik, samo pištolj 45 Colt. Ovi su imali, kažem ti, u kamerama, kažem ti. Ali Tito nije se pojavljivao niđe, kažem, gdje je bila masa naroda. Значи, он не се појавува кај што има многу луѓе, кај што вие може да го убиете? Pa da. Ili on ima, kaže, ili on je postao svoju obaveštajnu službu pre 3 mjeseca, znaš šta, kažem ti. Значи, во Јужна Америка тебе не ти се pruža šansa da ubiješ osim prostituta? Uopšte nije ni se pružila šansa na teritoriji Južne Amerike, čekali smo ga u Brazilu, čekali ga u Meksiku, čekali ga, kažem ti, uopšte Tito Josip Broz nije izlazi iz rezidencije. Каква е улогата на УДБА во процесите на распагање на поранешна Југославија? Денес сите говорат за некаква операција Опера, а тоа е всушност модел или операција кога гледајќи дека се распаѓа поранешна Титова Југославија, структурите на УДБА успеале да инсталираат своји луѓе во врвовите на политиката на бизнисот на општественото живење во сите поранешни југословенски републики. Тоа е операцијата Опера и со помош на таа операција се смета дека делови или реснови од структурите на УДБА кои се уште под контрола на одредени други центри на МОК, можеби во Југославија, можеби надвор од Југославија и понатаму ги влечат конците на овој балкански полуостров. Каква е улогата на службите во тој процес на распагање на СФР Југославија? Sada agenti CIA pričaju, baš danas to srpski mediji objavili, da je Tuđman radio za CIA, za Ameriku. Ali Tuđman je bio Titov general. Ali Tuđman je želeo da bude drugi Tito. Sloba Milošević je takođe želeo da bude drugi Tito. A to je podrazumevalo da su želeli da imaju obaveštenu kontrolu, odnosno da oslanjaju svoju moć na tajnoj policiji. Tako je Slobodan Milošević koristio resor službe državne bezbednosti koju je vodio Jovica Stanišić. I za vreme Jovice Stanišić je nastao i Arkan i Legija. I ta zlokobno JSO koja je posle pod Rajetom Markovićem pokušala da ubije Vuka Draškovića i ubila Zorana Đinđića. A Franjo Tuđman je sa svojim sinom Miroslavom i sa odbeglim šefom Jugoslovenske tajne policije Zdravkom Mustačom formirala svoju tajnu policiju koja je opet progonila svoje disidente. Šta se dogodilo? U jednoj i drugoj zemlji su komunisti postali nova demokratska i kapitalistička elita, oni su se obogatili, oni su postali vladari te nove kolonije koje zovemo Srbija i Hrvatska, oni su se obogatili, a mi smo svi ostali sirotinja i neprestano su pod kontrolom tajnih službi. На почетокот на кариерата, службите го контролираат Милошевиќ. Вие во вашите книги објавувате дека тогаш мокниот Бранко Мамула има дајана наредба да биде прислушкуван, да биде следен, да биде контролиран Слободан Милошевиќ. Тоа е период некаде 86-87 година, кога тој се искачува на врвот на својата политичка кариера или доаѓа на врвните политички позиции, подоцна Милошевиќ самиот почнува масовно и користи тие тајни служби. Pa nije ih on masovno koristio, on je zazirao od njih. I Milošević kad je došao na vlast, on se svega toga bojao i zazirao tih vojnih obaveštajnih službi. On je u početku doveo Zorana Janačkovića sa juga Srbije, jednog običnog službenika Socijalističkog saveza radnog naroda, da bude šef tajne službe Srbije. Njemu Jovica Stanišić tek kasnije nametnut, godinu dana kasnije kad se pokazalo da Janačković ništa ne zna i on je posle bio ambasador u Makedoniji dole, se slikao i tako dalje, pravio izložbe. Tako da je Milošević tek 93. 94. počeo da koristi tajnu službu, ali onda je ona bila već vođena od CIA. Jer Milošević u to vreme, u prvom periodu svoje vladavine, 90. godina, kad se Jugoslavija raspadala, bio američki čovek i poslušno izvršavao savete Amerike. Međutim, 94. 95. on se osamostaljuje, počinje da laže i da vara Amerikance i zato mu oni 99. šalju bombe. Tako da je on, da bi sačuvao vlast, počinje gola borba za vlast, on je onda napao Karadžića, pa je onda smenio Martića u Krajini, pa je onda počeo da pravi čistku ovde po Srbiji, da sluša svoju ženu, da gleda da se okruži sa svojim ljudima i na kraju se naravno okružio sa lošim ljudima koji nisu imali šta da ga savetuju. Tako da je on otišao u Dejton da predstavlja srpski korpus
u bivšoj Jugoslaviji potpisao Dejtonski sporazum, ali je išao sa Jovicom Stanišićem. To znači da je u to vreme srpska tajna služba bila pod direktnom kontrolom Amerikanaca. Зошто толку многу криминалци се регрутирани од југославенските служби, бидејќи една од карактеристиките на југославенските служби, посебно на КОС, посебно на УДБА, е дека регрутират еден голем дел од тие поранешни криминалци, не само срби, туку и хрвати, и подосна им дават одредена легитимација, им дават одредени, ајде да речеме, неможност да бидат сунедени, гонети и така натаму, и делно таа криминална структура која е лоциран во две држави, најчесто Франкфурт во Германија и во Италија, одработуваат или спроведуваат одредени агенти на тајните служби. Вела дека Стане Доланц е посебно специализиран за таквото користење на службите, дека тој е еден од таткото на таквиот модел на користење на криминалците за потребите на службите, но вие сте пишале многу книги на таа тема. Зошто и кога југославенските служби влагаат во процес на користење на тие криминални структури? Па, користење криминалаца nije izum Југославије, ni Josipa Broza Tita. Koza Nostra je stvorena u Americi tako što je čuveni Hoover, šef FBI-a, sarađivao sa mafijom i što je koristio mafiju za svoje prljave političke obračune. Tako je da služba državne bezbednosti je prvo zapošljavala delikvente kao tajne operativce za prljave poslove, i oni su primali platu, kao što je Željko Ražnjatović bio zapošljen u federalnoj policiji, primao je platu. Arkan. I digao je kredit i renovirao, kupio kuću, renovirao kuću i tako dalje, imao je legitimaciju. I evo baš je bivši direktor zatvora u Sremskoj Mitrovici govorio da je Željko Ražnjatović u jednoj operaciji imao tajni naziv Rudar. Pa je on to Arkanu i rekao, pa se Arkan iznenadio kako ovaj zna da je njegovo tajno ime bilo Rudar. Tako da je Josip Broz Tito, odnosno Stane Dolanc, postigao dogovor sa Amerikancima i sa Nemcima da mogu da uništavaju neprijateljsku jugoslovensku emigraciju koja je bila optuživana za terorizam, ali sa pravom, zato što su Ustaše izvele preko 600 akcija protiv predstavnika SFRJ, bilo privrednih, bilo političkih. Ubili su ambasadora Rolovića u Stokholmu, da se prisjetimo, i ubili su i ranili oko 100 privrednih i diplomatskih predstavnika. Znači, zaista je bila reč o terorizmu, danas se to zove međunarodni terorizam, tad je bio samo terorizam. I onda je Tito sa Kennedyjem i sa Carterom, pre nego što je odlazio u Ameriku u posetu, dobio dozvolu od njih da njegovi tajni operativci likvidiraju neprijatelji Jugoslavije, odnosno te emigrante. Takav dogovor je on imao i sa Willy Brandtom u Nemačkoj. Tako su na osnovu odobrenja vlada tih zemalja naši kriminalci napravili svoje baze u Čikagu i u Frankfurtu i u Milanu, odakle su išli po svetu i ubijali emigrante. To je bio, sad bi se reklo, državni terorizam Jugoslavije na tlu Nemačke, i danas se zbog toga sudi Hrvatima, jer su oni izveli akciju likvidacije Stjepana Đurekovića, bivšeg direktora marketinga u INI, koji je postao, ali se sudi zato što je on postao nemački agent i odneo sve državne tajne Jugoslavije i predao Nemcima, a mi smo ga ubili. Onda sad oni hoće da pošalju poruku natrag, pa morate da platite što ste ubili našeg čoveka, agenta. Сега Хрватите мора да уапсат двајца од поранешните високи функционери. Не само на хрватската, туку и на југославенските служби. Например, Здравко Мустач е последниот шеф југославенски тајни службе, кој е бил саветник на Фрање Туđмана и кој е sa Zdravkom Čolakom, koji je bio šef odelenja za emigracije u toj federalnoj policiji, organizovao ubistvo Stjepana Đurekovića 83. Trebalo je da ga ubiju po principu Hrvati. Znači, svaka republika je ubijala svoje. Srbija je imala da ubija Srbe i Šiptare, Hrvati Hrvate, Slovenci Slovenci, Bosanci svoje muslimane i svoje Srbe i svoje građane. Međutim, Hrvati su odbili da ubiju Đurekovića, pa su to uradili Crnogorci. I to je uradio Đorđe Božović Giška sa ekipom. Sad se tu pominja, ali Arkan u toj ekipi nije učestvovao, tako da je taj zločin procesuiran. Međutim, imamo mnogi zločine koji uopšte nisu procesuirani. Sad ti ljudi su nagrađivani na taj način,
Jedan je dobio 100.000 evra za ubistvo, maraka, pardon, za ubistvo. Drugom je oslobođen, izbrisan kriminalni dosije, pa je dobio novo ime i postao slobodan čovek. Treći je, kao Ilija Stanić, koji je ubio Maksa Luburića u Španiji, dobio izmišljeni posao u Beogradu, stan u Beogradu i novi BMW i obećan mu je bio orden od Josipa Broza Tita. Pa je on Tita jurio po Jugoslaviji gde god je Tito išao da drži miting, da mu ovaj da ordena, onda je UDBA odlučila da ga ubije zato što dosađivo Titu. Da bi, na primer, ovi Ljuba Zemunac i ta njegova mafija, uzgled Ljuba Zemunac je bio Hrvat, velikosrbin, u Frankfurtu, Ljubomir Magaš iz Zemuna, Hrvat iz Zemuna, oni su naplaćivali tako što su razvijali ilegalne kockarnice po Nemačkoj i što su pljačkali restoranđije, ali oni nisu smeli da udare na nemačkog ugostitelja, nego su pljačkali naše jugoslovenske kafedžije. Dođu tamo, zasednu, igraju karte, uzmu u pazar i tako dalje i tako dalje. I na kraju je UDBA njih vadila iz zatvora kad god bi oni zapadali na robiju, slata je druga ekipa da ih vadi. Znači, to rade sve zemlje sveta. Međutim, mi smo toliko mala zemlja i kad smo se podelili, sve te prljave priče su izašle na videlo. Prvo je Hrvatska počela da optužuje Beograd, odnosno Srbiju, da je slala kriminalce da ubijaju Ustaše, a na kraju se ispostavilo da je jedan od najvećih ubica zapravo bio Hrvat, Vinko Sindičić, ugostitelj iz Rijeke koji je ubio maltene 20 Ustaša i koji je danas živ čovek kom je suđeno, dobije 15 godina robije za pokušaj atentata Nikole Štedula u Engleskoj. Ko je Željko Ražnatović Arkan? Mnogo se govori za njega. Imate napišano po vašите knjigi mnogo работи за Аркан. Ko je spored vas Željko Ražnatović Arkan? Pa ja čekam da njegova sestra Vesna Diklić napiše memoare i da ona meni kaže ko je njen brat Željko Ražnjatović. Ono što mi znamo, Željko Ražnjatović je sin Slavkin i Veljko, rođen dok je njegov otac kao oficir avijacije službovao u Sloveniji. Rođen je kao najmlađe dete, pored 3 sestre koje su ga čitavog života pazile i mazile. Međutim, imao je tu nesreću da kad su došli u Beograd, oni su živjeli jedno vreme i u Zagrebu, kad su došli u Beograd, da su se njegovi roditelji razveli. I to je za njega bio kobni i dramatični trenutak u životu, kada se on odao delikvenciji zato što je tražio pomoć. Bio tužan i pogođen i nesrećan zbog toga. Živjeli su ovde u ulici 27. marta i on je počeo da krade po kioscima. Da otima pazar, da krade sitne pare i vrlo mlad je došao u zatvor, bio je u Novom Sadu, bio je u Valjevu. Počeo je već da se gradi njegov lopovski dosije. Nažalost, u zatvorima mlad čovek, ako nema jakog vaspitača, prvo završi kriminalnu školu jer je okružen lopovima, teškim kradljivcima, pljačkašima, razbojnicima, pa ubicama i šta će oni od mladog čoveka nego da ga uče kako da što bolje obavlja svoj zanat. On je u suštini čitavog života bio pljačkaš i kockar. To mu je onako bila avanturistička karakteristika. To ga je interesovalo. I njegov otac je, da bi, kako se u prošlom veku govorilo, muškarac postao čovek, mora da osluži vojsku i on je njega odveo kod Staneta Dolance, upisao ga u policiju. Ne bi li od njega napravio čoveka. Izgleda da je napravio čoveka, ali previše opasnog, tako da je Ražnjatović umeđu vremenu je otišao u Milano, pa iz Milana otišao u Frankfurt, pa je tamo razvio svoje kriminalne aktivnosti. Došao je na listu Interpola, u Švedskoj je bio poznat po 23 izvršene pljačke banaka i dan danas se vozi kao najopasniji pljačkaš banaka. Bio je u zatvorima u Švedskoj, u Belgiji, u Holandiji, u Nemačkoj. UDBA ga je uredno vadila, sada znamo da ga je vadila iz zatvora zato što je on bio njen pripadnik, zato što je bio u radnom odnosu i zato što ima određene zadatke, tajne zadatke. Nisu to bile samo likvidacije imigranata, nego je bilo i okupljanje, organizovanje jugoslovenskih gastarbajtera, obezbeđivanja, tamo se proslavljao 25. maj, Dan mladosti, na stadionu u Frankfurtu se proslavljao, to trebalo obezbeđivati, to trebalo dovesti taj narod, to treba one koji su protiv toga ubediti da ne budu protiv toga i tako dalje i tako dalje. Tako da je Ražnjatović
je, pošto je provodio vreme po zatvorima, bio je lep, brzo je učio jezike, bio je elokventan, on je imao 3 ozbiljne veze sa socijalnim radnicima u tim zatvorima, koji su mu izrodile decu. Tako da, on se oženio sa Natalijom Martinović, koja je bila profesorka u Beogradu i s njom je izrodio 4 dece i s njom je napravio tu kuću kod Zvezdinog stadiona, zapravo kupio, renovirao i tako dalje. I kad je početkom 90. godina Oliver Mandić doveo Svetlanu Veličković u Erdut, u njegov štab gde je on držao obuku za svoju jedinicu, on se zaljubio u nju i onda je Nataliju isplatio sa nekoliko miliona maraka i ona je sa decom otišla u Grčku, u Atinu, tamo kupila kuću, tamo je živela, posle se preselila u Kaliforniju i danas su i deca završila studije, postala i baka i promenili su prezime, ne prezivaju se Ražnjatović, nego su uzeli majčino prezime, 2 sina i 2 ćerke, prezivaju se Martinović. Ajde da vidimo kako UDBA го има елиминирано или екзекутирано Željko Ražnatović Arkan i da li ta njegova egzekucija napravena spоред стандардите на UDBA. I onda je poslata ekipa policajaca, njegovih kolega, koji su ga ubili sa još 2 njegovih prijatelja u hotelu Intercontinental, onako kako je UDBA stalno ubijala na javnom mestu i sa hicim u glavu. Ова е книгата Атентат на Зоран Джинджич, напишена од колегата Милош Васич. Ние со него имавме интервју некаде пред 9 години и тоа според мене е книгата каде што на најдобар можен начин се опишува атентатот врз српскиот премиер Зоран Джинджич, односно на кој начин тајните служби и структурите на UDBA го извршија атентатот врз Зоран Джинджич. За потребите на оваа емисија 3 до 4 минути од интервјуто со Милош Васич. Како се организира еден атентат на премиер? Која е технологијата да се организира еден добар атентат на премиер? Imate neograničenu količinu oružja i eksploziva i municije. I to po izboru kako hoćete. Imate vozilo koje god hoćete i to je vozilo sa onim registarskim tablama koje kad ukucate u policijski kompjuter dobijete ništa. Što znači ne tičete se. Ako imate ljude koji kad mu kažete ubi, ne pita zašto, pita koga. Bez apsolutno slepa disciplina, niko ne sme ništa da pita. Mislim, sve je jasno, inače leti glava. Vi sad, i ako imate finansijsku podršku i poslovnu perspektivu jednog zemunskog klana koji je praktično kontroliše kompletan tranzit heroina kroz ove zemlje, vi ste carevi, vi možete sve. I to osjećanje svemoći je njih ponelo i to osjećanje svemoći je njih upropastilo, kao što to inače biva. I tu je zanimljivo... Дали можен атентат на премиер ако нема соработници во неговото најблиско окружување? Moguće, da. Moguće je, definitivno. Nije bilo potrebe nikakve. Dovoljen im je bio jedan Bezarević koji sedi u nadzornom operativnom centru odelenja za obezbeđenje ličnosti i objekata i gleda u TV monitore kad Đinđić izlazi i pošalje poruku izašao je. Razrađivano je bilo više verzija. Zaseda na autoputu, pa se odustalo. Pa snajperski hitac na vratima Skupštine Jugoslavije, od toga se odustalo jer se ispostavilo da je jedina pozicija sa kojom može da se gađa gornji sprat javne garaže, odakle je teško pobeći, a ima i nadzornih kamera. Onda su se birali jednu kuću u blizini vlade, pa je to ispalo da su stanari počeli da sumnjaju. Onda su našli konačno te neke prazne kancelarije u Gepratovoj ulici, odakle su pucali. Ali je, kažem, to bilo razrađivano i razrađivano, uključujući pokušaj na autoputu kod Hale Limes, koji nije uspeo jednostavno pukom spretnošću Đinđićevog vozača, koji je uspeo da izbegne kamion. Na kraju se odlučuju za ovu varijantu i uspevaju. Колку време се Ako neko ima dovoljno ljudi i novca, ubiće koga god hoćete. Predsjednika Sjedinjenih Država. Imali smo slučajeve. Колку пари има овие луѓе? Mnogo. Значи има многу легенди околу Легија, Pa imaju... и околу земунскиот клан, и околу таа Ima mnogo специјална legendi. On je единица. takođe došao sa ulice i prošao je selekciju kod Željka Ražnjatovića, bio je kod Arkana u njegovoj gardi zamenik. Onda kad je general Badža pravio taj centar za obuku specijalnih jedinica u Erdutu, oni su mobilisali mlade ljude i tamo su ih obučavali i slali u te specijalne jedinice. On je tamo izrastao u komandanta. Legija je to odigrao tako što je napravio zemunski klan, odnosno zemunski klan je i ranije postojao, ali nije bio toliko izražen.
I njegova uloga je bila u tome da on prodaje heroin i da se heroinom finansiraju JUL i SPS. Jer oni više nisu imali od čega da žive i onda su našli modus da prodaju heroine svojoj srpskoj deci, prave pare da mogu politički da sačuvaju svoje stranke. I on je ušao sa tim zemunskim klanom, oni su svi dobili policijske značke, oni su počeli da haraju tu po Beogradu, da ubijaju svakoga ko izađe slika u novinama pa im se ne svidi i tako dalje, da bi posle hapšenja braće Banović bili zastrašeni pričom da će Đinđić i ekipa da ih spakuju i pošalju u Hag, da će oni svi tamo budu osuđeni na tešku robiju i umreti ko što je umrao Slobodan Milošević u tom Hagu. I iz tog straha, iz te potrebe da se osvete za hapšenje Miloševića, oni su krenuli u atentat na Zorana Đinđića. Za taj atentat su znali i Rusi, i Amerikanci, i Nemci, ali nikoga nije sprečio. Čak i Srbi ovde na vlasti. Pominje se da je i doktor Voja Koštunica znao da će se to desiti. Ali niko nije ništa preduzeo da se to spreči, jer je tada njima svima bilo u interesu da Đinđića nema. Вие спомнавте неколку имиња, дека Кучан, поранешниот председател на Словенија, бил соработник на КОС, дека бил Стане Доланц, соработник на Господос, настанал шеф на југословенските тајни служби. Од овие југословенски политичари кои се на власт во тој процес на растурање на Југославија, имаше многу приказни за нивна близкост со одредени југословенски, а многу повеќе со одредени странски разузнавачки служби. Можете ли нешто повеќе околу тоа прашање да кажете и кои се тие играчи, кои се тие луѓе, би било убаво веќе да се знае? Па ево, познато е да е Јанез Јанша био прво шпион JNA, па е после био шпион немачке тајне службе, па е он извео револуцију у Словенiji, оцеплjenje и сад je лидер Sloveniji posljednjih godina i tako dalje. Znači, na Balkanu, kao malom prostoru, sa malim zemljama, koje je raskrsnica 3 velika kontinenta, velike sile su uvek imale svoje uticaje i uvek postavljale svoje ljude. I zato u biografijama njihovim je uredno brisano to ko je bio i ko je pripadao kojoj tajnoj službi. Kako je moguće da, na primer, Franjo Tuđman, koji je bio general JNA, odjednom postane cenjeni emigrantski ustaški lider. Gde ide komunista da bude ustaški lider, disident i da po Kanadi i Sjedinjene Američke Države drži predavanja, dobija tajne pasoše i tako dalje. To je, mislim, sasvim očigledno da je to bila ta vrsta podrške, da on jednostavno radio ono što su mu Amerikanci govorili, na kraju je to urađeno. Rekao sam već za Josipa Broza da ga je poslao KGB. Mi sad danas ne znamo koga sve Rusi ovde drže i finansiraju na vlasti, ali to će jednog dana da se pokaže. Zašto je Veljko Kadijević otišao da živi u Moskvi? Zašto je Mirjana Marković otišao da živi u Moskvi? Zašto su oni tamo dobili azil? Pa zato što su bili simpatizeri i što su dobili podršku Rusije. O tome Srbija sa Rusijom ne razgovara. Putina mi ne pitamo kada će da izručiš Miru Marković, iako ima njena poternica. Amerikanci su izveli 5. oktobar puč protiv komunističke vlasti Slobodana Miloševića u Beogradu. To je Tim Marshall u svojoj knjizi opisao lepo i rekao da je koštalo to $60 miliona. Na tome, šta sad mi tu treba da pričamo? To je suviše jasno. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен. За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка.
Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Обичи мисета во центара со Васко Ефтов, почитувани гледачи, не се гледаме идниот вторник во истото ова време. За тие што слават 1 мај, за тие кои се чувстват пролетери во душа, честит 1 мај. Имате убав празник и се гледаме идниот вторник. Пријатно вечер Македонија, каде и да си.